може да погледнеме ограда од училиште измет отпад и води на улица, нели, кај што има минувачи. Слично како кај наспроти болницата што беше снимката, и тука се контејнерите празни. Адпазар. Меѓутоа има многу расфрлен отпад. Еве ѓубре. Зошто е ова вака, не знам. Зошто контејнери празни, а насекаде ѓубре. Еве може да видите, има место во контејнерите. Меѓутоа состојбата е оваа. Адпазар. Со оглед на високите температури, летниот период е нормално Драгор да не има толку вода, но за пофалба е што нема толку и отпад расфрлан во него. Затоа пак сега малку погоре, повторно, тоа е веќе во срцето на старата чаршија, во склоп на старата чаршија, веднаш над Адпазар. Ке видите повторно контејнери празни, а отпад и ѓубре донес. И тоа во срцето на старата битолска чаршија, каде што е најфреквентно каминуваат граѓаните. Веднаш погоре од старата чаршија, значи видовме Адпазар, старата чаршија и повторно тука кај старата чаршија. Ова место е познато меѓу битолчани како кај рибарниците. Исто веднаш до мостот каде што минуваат има расфрлано ѓубре, картони. Шахтите исто не се во баш чиста состојба. Сега сме повторно кај старата чаршија, Драгор, покрај Драгор. Еве ви повторно може да видите дека и тука расфрлано е се и се што. 30 јуни значи еве наидов и на парче риба, која не видов и за малку ќе го стапнев, се и се што може тука да видите. Еве повторно има место каде би можело ова отпад да биде поставен за соодветно подигнување. Меѓутоа, сликата низ градот не е таква.